Dobar dan i dobrodošli na уште едно видео на YouTube каналот за учење германски јазик, Учете германски. Во ово видео ќе се позанимаваме со една граматичка тема, вербен мит препозиционен или на македонски глаголи со предлози. Тоа се една посебна група на глаголи во германски јазик кои што секогаш одат, значи кои што стојат во цврста врска со точно определен предлог од германскиот јазик. Затоа се нарекуваат вербен мит препозиционен. Доколку би сакале да ги видите сите тие предлози, во ово видео секако дека нема да ги разгледаме сите предлози, бидејќи се голем број, можеби 300 предлози, станува збор за 300, можеби и повеќе предлози. Туку само ќе земеме неколку како пример за да ви пообјасниме нешто повеќе за тие вербен мит препозиционен, на што да внимавате при исказите со тие глаголи со фиксна врска со предлози и се надеваме дека ово видео ќе ви помогне во вашето изучување на јазикот. Да започнеме со видеото. Тука имаме само три глаголи за мене како пример, што ќе ги разгледаме во ова видео. Меѓутоа, доколку вие сакате да ги разгледате остатокот од тие глаголи со предлози, може на било кој интернет пребарувач, јас тука ќе ви го прикажам само како пребарувањето на пребарувачот Google. Значи, едноставно на било кој пребарувач да напишете листе der Verben mit Präpositionen или листа на глаголи со предлози, ќе ви излезе голем број на интернет страници на кои може да ги најдете сите тие глаголи со кои што се во цврста врска со предлог. Дури може и да најдете и слики одредени како табели, значи прилично лесно може да ги најдете кои се тие глаголи со предлози. Тука само како пример ќе ги земеме глаголите beginnen, abhängen и danken. Beginnen започнува, abhängen зависи, danken благодари. Beginnen е поврзан со предлогот mit, abhängen со предлогот von и danken е со предлогот für. Ќе видите сега ќе напишеме по еден пример за сите три глаголи, да видите како би изгледало и на што мислам со тоа цврста поврзаност, цврста врска на глаголи со предлози. Да започнеме со beginnen. Например, wir beginnen mit der Arbeit um 7 Uhr. Beginnen mit. Ние започнуваме со работа во 7 часот. Исто и на македонски, доколку го употребуваме, доколку сакаме да кажеме било кој исказ со глаголот започнува, го користиме предлогот со. Значи, во овој случај се поклопуваат. Предлогот mit, нели во македонски го преведуваме како со. Wir beginnen mit der Arbeit um 7 Uhr. За да полесно да разберете зошто се нарекува цврста врска, доколку и во македонски јазик употребиме друг предлог, освен mit, во одредени случаи можеби би се променило значењето, меѓутоа во повеќе случаи би добиле една многу измешана и неточна реченица. Например, ако наместо започнувам со работа во 7 часот, би кажале започнувам низ работа во 7 часот или започнувам до работа во 7 часот, гледате дека не е истото, не е правилна употреба и не е истото значење. Дури добиваме некој мишмеш од неправилна реченица. Исто и во германски, со предлогот beginnen, секогаш го користиме предлогот mit. Wir beginnen mit der Arbeit um 7 Uhr. Да видиме и вториот пример. Das hängt von dem Wetter ab. Тоа зависи од времето. Например, ќе играме ли фудбал, тоа зависи од времето. Исто и во македонски, глаголот зависи е поврзан со предлогот од. Зависи од. Исто и во македонски, повторно да кажем, доколку употребиме некој друг глагол, некој друг предлог освен од, би се добила некоја нејасна реченица. Например, доколку кажеме наместо тоа зависи од времето, доколку кажеме тоа зависи низ времето или тоа зависи со времето, нели би добиле некоја нејасна реченица. Исто така и во германски со предлогот со глаголот abhängen, деллив глагол hängt ab, оди предлогот von. Das hängt von dem Wetter ab. Тоа зависи од времето. И третиот пример. Ich danke für die Hilfe. Јас ви благодарам за помошта, значи благодари за, во германски danken für. Тука можеби во коментар некој, доколку имаме некој што не прати македонист, можеби во коментар би можел да ни каже дали и во македонски постои некоја ваква група, значи во стандардниот, во литературниот македонски јазик постои некоја ваква група на глаголи со предлози, меѓутоа јас
многу често го имам слушано благодари и со предлогот за и со предлогот на. Например, ви благодарам за помошта или ви благодарам на помошта, ви благодарам на честитката, ви благодарам на поканата. Значи, не знам, искрено не сум македонец, не знам дали во македонски постои ваква група, меѓутоа со задоволство би дознал доколку некој македонист во коментар ни остави некаков извор за да се да дознаеме дали во македонски пардон, постои ваква група на глаголи. Во германски постои таа група на глаголи и од таа група може да видиме дека глаголот danken оди секогаш со предлогот für. Глаголот abhängen оди секогаш со предлогот von. Глаголот beginnen оди секогаш со предлогот mit. Не само тие три. Значи, повторно да кажам, може да ги прогуглате, може да ги побарате на интернет, има цела листа од глаголи со предлози, кој предлог со кој глагол би одел во одредена ситуација. Од овие три предлози може да видите, од овие три примери може да видите дека во трите примери се поклопуваат предлозите германските со македонските. Значи предлогот mit во македонски се преведува со. Предлогот von во македонски се преведува со од и предлогот für во македонски се преведува со за. Проблем во овие глаголи со предлози може да настане кај предлозите кои што после нив може да бараат различен падеж, датив или акузатив. Нели, вехсел препозиционен во нашето видео, тука горе ќе ви оставам линк, може да го погледнете нашето видео за предлози за место. Може да видите дека тие вехсел препозиционен, тие 9 предлози, може после нив да бараат дали ќе биде датив или акузатив. Исто така може да видите во видеото, може да видите во кој случај точно одредено е, во кој случај после тие 9 предлози, после тие вексел препозиционен, именката или заменката ќе биде во датив, а во кој случај ќе биде во акузатив. Како непишано правило, во овој случај може да се каже дека ако не ги користиме како предлози за место, значи ако било кој од тие 9 предлози, in, an, auf, for, neben, an, über, значи тие вексел препозиционен, доколку не ги користиме како предлози за место, туку ги користиме едноставно како цврста врска помеѓу глаголот и предлогот, може да се каже како непишано, да повторам правило, значи не е дефинирано како правило тоа, дека важи обратното од вексел препозиционен. Доколку кај вексел препозиционен важи доколку се движиме акузатив, доколку меруваме датив, тука е обратното значење. Не секогаш, меѓутоа пак да кажам како непишано правило во голем дел од случаите може да се примени тоа обратно пропорционално правило. Ќе видите сега преку пример, ќе ви прикажам што сакам да кажам со тоа. Да го земеме како пример глаголот warten auf или чека на. Ќе разгледаме две ситуации во кои што ќе го употребиме истиот глагол со истиот тој предлог. Да ги разгледаме ситуациите. Прва ситуација би била доколку едноставно го кажуваме дека чекаме на нешто. Во случајов чекаме на воз. Или во македонски едноставно би кажале чекам воз. Не би употребиле никаков предлог во тој случај. Во германски со предлогот warten оди секогаш предлогот auf. Ich warte auf den Zug. Од примеров може да забележите дека после предлогот auf именката ќе биде во акузатив. Zug. Именка од машки род, акузатив машки род, den. Во овој случај, значи во ситуација кога auf не го користиме како предлог за место, во овој случај auf не е употребен како предлог за место, не сакаме да кажеме дека сме горе на возот и дека чекаме, туку чекаме да дојде возот. Ich warte auf den Zug. Чекам на возот, чекам на мојот другар, чекам на мојата девојка или партнер, како и да е. Во тој случај, после предлогот auf, именката или личната заменка, во овој случај именка ќе биде во акузатив. Додека пак во втората замислена ситуација, ich warte auf dich auf dem Zug. Замислуваме ситуација, двајца работници во железница разговараат еден со друг и едниот му вика на другиот, те чекам на возот. Требало да извршат некоја поправка, го чекал горе на возот за да ја извршат поправката. Auf den Zug, auf dich auf den Zug. Значи, во вторава реченица, предлогот auf го имаме два пати. Во едниот случај е како предлог за место употребен, во другиот случај
е предлогот auf употребен како цврста врска со глаголот warten. Пробајте пред да објаснам јас, пробајте сами од контекстот на реченицата да воочите во кој случај е употребен како предлог за место, во кој случај е како предлог во цврста врска со глаголот warten. Реченицата би се превела: те чекам тебе на возот или чекам на тебе на возот. Од самиот превод може да забележиме Ich warte auf dich auf dem Zug. Од самиот исказ може да забележиме дека во овој случај dich е лична заменка во акузатив, во овој случај именката Zug е во датив. И тука исто имавме во акузатив. Доколку предлогот auf го употребуваме не како предлог за место, туку го употребуваме како предлог кој што оди секогаш со глаголот warten. Ich warte auf dich. Именката ќе биде во акузатив. Поради тоа, ich warte auf dich, тука dich е во акузатив. Не е во датив, туку е во акузатив. Нели веќе кажавме дека после auf или останатите 8 предлози кои што може да се употребат како предлози за место, тие вексел препозиционен, падежот може да се промени дали датив или акузатив. Да повторам, предлогот auf се употребува на два пати во истата реченица, во оваа ситуација, во овој контекст. После auf ќе биде акузатив, тука ќе биде датив. Ќе биде во датив, ich warte auf den Zug, бидејќи auf во оваа ситуација е употребен како предлог за место. Му кажува те чекам на возот. Тоа е возот, се качил на возот и е горе, го чека да дојде другарот. Во оваа ситуација не се употребува како предлог за место и нема да важи тоа правило на мирување или немирување или движење. Значи, во оваа ситуација предлог за место, за да знаеме после auf дали ќе биде датив или акузатив, гледаме дали мора да се премести или не за да го изврши дејството, за да чека, не мора да се преместува, значи пред 10 минути се качил на возот и го чека другарот да дојде. Значи стои на едно место, не се преместува, ќе биде датив. Обратно пропорционално, истиот предлог auf, меѓутоа не се употребува како предлог за место и личната заменка или именка, доколку беше, ќе биде во акузатив. Да сумираме на кратко. Глаголот warten е во цврста поврзаност со предлогот auf. Кога сакаме да кажеме чекам на мојот другар, го користиме warten auf. Меѓутоа, auf може да се употреби како предлог за место. Во тој случај, после auf, предлогот ќе биде, именката ќе биде во датив, доколку не се преместуваме за да го извршиме дејството. Предлог за место, вексел препозиционен, ги гледаме повторно, тука ќе ви оставам линк за да го видите и видеото за предлози за место, за да ви стане малце појасно за падежите како се определуваат дали датив или акузатив кај тие вексел препозиционен. Значи auf е една од тие вексел препозиционен предлози за место. После auf може да биде или датив или акузатив, меѓутоа само во случај кога е употребен како предлог за место, како што е во овој случај тука. Доколку е употребен како предлог кој што е во цврста врска со глаголот warten, секогаш после него ќе биде auf. Ich warte може и да се каже Ich warte auf dich. Те чекам тебе. Ich warte auf dich auf dem Zug. Auf акузатив, auf датив. Ich warte auf dich auf dem Zug, те чекам тебе на возот. Во овој случај го кажуваме местото каде што чекаме, а овој дел од реченицата е auf е поврзан со глаголот warten, значи нема никаква врска со местоположбата. Во тој случај после auf секогаш ќе биде акузатив. Доколку го користиме auf како предлог за да ја означиме нашата местоположба, тогаш треба да се знаат нели правилата за определување на падежот кај тие вексел препозиционен. Да сумираме. Доколку сакате да ја кажете местоположбата на возот и предлогот го користите како предлог за место, значи го кажуваме местото каде сме на возот, ќе важи правилото за предлози за место. Доколку сакате да кажете pre што чекате, во тој случај, значи како непишано правило, да повторам, важи обратно пропорционално од правилото за определување на падеж кај предлозите за место. Од претходните примери можете да видите дека речиси во сите случаи се поклопуваат германскиот предлог со македонскиот предлог. Меѓутоа не секогаш е така. Како пример за тоа може да го дадеме глаголот einladen. Einladen на македонски поканува,
оди со предлогот цу. Доколку цу го преведеме буквално на македонски, најчесто би се превел како кај. Меѓутоа, доколку на македонски кажеме поканува со предлог кај, би било нели погрешно. Во германски јазик, доколку сакаме да кажеме некој исказ дека го покануваме некого, например, ќе го употребиме предлогот zu. Ich lade dich zu meiner Party an. Глаголот. Тука сум погрешил, пардон. Einladen со предлог zu. Einladen zu. Ich lade dich zu meiner Party an. Те поканувам на мојата забава. Сега ќе ви дадам неколку примери од вакви глаголи со предлози кои што се во цврста врска со предлози, како би можеле сами да повежбате да напишете неколку реченици. Да започнеме. Тие три глаголи, два пати го имам пишано шпрехен, со одредена цел, ќе ви кажам подоцна која. Овие три глаголи може да ги употребите за да направите реченици. Да ве охрабрам, кога ќе ги напишете речениците, да ни оставите во коментар какви реченици сте напишале, доколку има потреба од некаква корекција, ќе ве коригираме со цел појасно да ги подобро да ги совладате овие глаголи со предлози. Шпрехен, кажав дека глаголот два пати е спомнат, меѓутоа може да забележите еднаш е шпрехен мит, другиот пат е шпрехен über. Во првиот случај шпрехен мит разговара со, значи го употребуваме како разговара со неговиот колега, разговара со неговите другари. Во вториот случај шпрехен über би можело да се каже разговара за. Значи може и да се употреби во една реченица. Може да напишете реченица тој разговара со неговата девојка за нивната свадба. Например, шпрехен мит разговара со неговата девојка за нивната свадба. Helfen bei помага во, например, ми помага во моите домашни работи, и warnen von предупредува на. Повторно проблемот, за мене барем проблемот тука со македонски јазик, не знам дали е предупредува на, предупредува за, предупредува од. Например, те предупредувам за кучето од мојот сосед. Ве охрабруваме во коментар да ни ги напишете, да ни кажете како вие сте ги напишале овие реченици, доколку воопшто има потреба ќе ги коригираме, ќе ве упатиме на што повеќе треба да внимавате. Оваа тема, глаголи со предлози, не е исцрпено со ова видео. Имаме уште едно видео за оваа тема, доколку би сакале да добиете известување за кога ќе го извадиме и второто видео за оваа тема, кликнете subscribe на нашиот канал и кликнете на звоното до дугмето, до копчето subscribe, за да ви стават нотификација за тоа кога ќе извадиме ново видео. Едно од тие нови видеа ќе биде и вториот дел од објаснувањето за овие глаголи со предлози. Доколку ви се допадна ова видео, кликнете лайк на видеото, не заборавајте во коментар да ни оставите што сте напишале и било кое, не мора само овие реченици, доколку имате било какво прашање во врска со глаголите со предлози, повторно оставете ни ги во коментар, најбрзо што можеме ќе ви одговориме на вашето прашање. До наредното видео, учете германски јазик.